Измина половина година по локалните избори на кои станавте градоначалник на Прилеп. Откако претходно 3 мандати општината ја водеше Маријан Ристевски, кадар на ВМРО ДПМН. Толку ли беше добар Ристевски што никој не можеше да го победи на избори или се работи за нешто друго? Следејќи ја целокупната ситуација во Република Македонија во последните 10 до 12 години, посебно општествено-политичката ситуација во Република Македонија во овие 10 до 12 години, изземајќи ги двата последни изборни циклуси, посебно последниот изборен циклус на локалните избори, мислам дека постоеше една состојба во државата на нереална и нелојална конкуренција меѓу политичките субјекти во Република Македонија. Немаше место за фер игра и фер плей игра на сите политички субјекти. И од таа причина, мислам дека ова што сакате да ме прашате за минатиот градоначалник, тоа го кажа тогашната опозиција, презентирајќи ги така наречените бомби, каде што сликовито се објаснува се она што се случуваше во тој временски период, во последните, како што кажав, 10 до 12 години, каде што тогашната позиција беше неприкосновена во сите изборни циклуси, а знаејќи на кој начин резултатите покажуваа дека изборните циклуси што ги правеше во тој период беа нерегуларни, беа исполнети со популизам и неадекватни работи што се случуваат во Република Македонија во тој временски период. Сето тоа ми дава за право да кажам дека во тој временски период се она што се случуваше на тогашната позиција не соодветствуваше со она што сега се случува. Сега, гледајќи ги и следејќи ги последните локални избори, мислам дека демократското право што го добија граѓаните, без никаква присила, без никаков притисок, го кажаа својот глас и добивме на што сега го имаме во Република Македонија. Дали за овие 6 месеци сакавте, односно се обидовте да постигнете некоја цел, но не ви успеа? Да. Она што го имав замислено, што треба да го направам од моментот кога ќе стапам на функцијата градоначалник на Прилеп, во главно ги исполни своите очекувања, своите заложби, она што го имав замислено да го направам, но знаете, секојаш може и повеќе. Не сум задоволен од целосната моја ефективност и ефикасност, од причини што најдов како во општината, така и во јавните предпријатија во нашиот град, некои недоследности, како што е, например, во општина Прилеп, секторот за урбанизам, каде што имаше многу нерегуларности, недоследности, злоупотреби во службената положба на вработените, на некои од вработените во овие служби, на јавните предпријатија, посебно во јавното предпријатие Пазари, а особено во јавното комунално предпријатие Комунарец во Прилеп, каде што имаше вистински злоупотреби на службената положба на одредени кадри, посебно раководителите на овие предпријатија. Тоа беше причината за да не ги исполнам саканите цели до крај, затоа што ова мораше да се надмине, ова мораше да се премости, затоа ќе ни треба уште малку време. Мислам дека во наредните 6 месеци, до крајот на првата година од мојот мандат, сите овие недоследности и овие заложби што сакав да ги направам, ќе ги исполнам до крај. Дали се надевате дека оние кои се одговорни за несовесното работење ќе има ситуација во која ќе одговараат за своите постапки? Јас се надевам дека ќе има правилна разрешница на сето ова што се случувало во минатото. Има покренати многу постапки за злоупотреба на службената положба. Јас не сакам да преюдицирам, тоа ќе го кажат органите на прогонот. Имаше финансиска полиција, Министерството за внатрешни работи и обвинителството, основното јавно обвинителство си ја вршат својата работа и се надам дека ќе има разрешница праведна и правилна за претходното работење. Во таа смисла, дали со вас на чело на општина Прилеп, граѓанките и граѓаните имаат повеќе можности за учество во процесите на носење на одлуките на локално ниво и како тоа право ќе им го овозможи? Да, демократијата и човековите права се мој императив.
Јас како човек се залагам за равноправност и да уживање на сите човекови права, а сега уште повеќе како градоначалник, се ќе направам што е во моја надлежност и во моја можност да граѓаните и граѓанките активно учествуваат и доследно го кажат својот збор за донесувањето на одлуките што треба да ги донеси општината и јас како градоначалник. Впрочем, и со самото моje доаѓање го направив така наречениот граѓански парламент, каде ги вклучив сите граѓани, сите граѓански здруженија, сите невладини организации и поединци да се вклучат во реализацијата на моите заложби што треба да ги направам. Ги слушав нивните предложи, нивните идеи, нивните мислења и се она што мислам дека е подобро и потребно за да го направиме во наредниот период, следејќи ги нивните тие барања, мислам дека ќе ги исполнам до крај. Сигурно нема наеднаш и толку брзо, ама ќе учествуваат сите граѓани во донесувањето на моите одлуки во решавањето на проблемите на општина Прилеп. Дали вашата администрација, вие, вашиот тим и администрацијата на општина Прилеп имаат стратегија за промовирање и практикување на европските вредности, како што се еднаквоста, антидискриминацијата, почитувањето на човековите права и слободи, социјалната и еколошката правда, зелените технологии, слободата на изразувањето и така натаму? Кои се главните препреки на општинска администрација и нејзиниот градоначалник, како што сте вие, во овие услови да ги почитува и брани европските вредности и човековите права и слободи? Или, накратко, на кој начин најдиректно придонесувате кон почитувањето на човековите права и слободи на граѓанките и граѓаните на Прилеп? Човековите права, како едно од најпрестижните демократски работи што треба да се случуваат, еднаквоста, посебно родовата еднаквост, етничката еднаквост што треба да владее, јас го почитувам и го применувам крајно во мојот тим што го имам создадено во општина Прилеп. Токму тоа родовата еднаквост доаѓа до израз и секогаш превагнува женскиот пол практично во мојот тим и тоа не сакам да го кријам, со задоволство го кажувам. Тоа е една од причините што кажува дека еднаквоста кај мене е во прв дел, во прелиминарен дел и сите демократски процеси што треба да се случуваат во општината и воопшто во општеството, ќе направам се заедно со сите мои колеги од окружувањето да направиме никој да не се чувствува дискриминиран. Дали тоа ќе биде етничка дискриминација, дали родова дискриминација или непочитување на човековите права, се ќе направам тоа да биде во рамките на можностите да се приклучиме кон сите европски стандарди што треба да ги имаме и во нашата држава и во нашата општина.